Да, се враќаме во студиото. Господине Петковски, како што најавивме, предлозите на Љупчо Георгиевски, лидерот на ВМРО Народ, на екс-премиер, за решавање на проблемот со Бугарија, предизвика доста полемики во јавноста. Синоќа во ова студио беше Георгиевски, зборуваше токму на таа тема, се разви добра, жестока дебата. Кажете ми, да, може да се каже дека дел од неговите предлози се контроверзни на некој начин, особено за ова општество, но тој тврди дека некогаш треба да се премине некаква психолошка граница и за конечно да се постигне компромис. Дали овие, ќе зборуваме во детали за предлозите, но еве прво едно генерално прашање, дали мислите дека сепак ова нуди некаков костор за можен договор со Бугарија, или она што го видовте не би можело никако да биде прифатливо за нас? Прво да ви кажам, јас не го делам мислењето со вас дека по сите тие прашања детално треба да разговараме. Јас го почитувам ставот на господин Георгиевски јавно да излезе и да сам понуди, дали како Љупчо Георгиевски или неговата партија, начин на решавање на спорот кој што западна во цајтнот меѓу Македонија и Бугарија. Тоа е започето. Но немам намера искрено да ги коментирам неговите ставови. Ставовите јасно се произнесени, ја може да кажам за моите ставови, но не сакам да полемизирам со ставовите на Љупчо Георгиевски. Од едноставна причина што јас имам сосема поинакви погледи на начинот на кој што треба Македонија да го оди патот до Европската Унија и решавањето на прашањето со Бугарија. И за него сум подготвен да говорам, но не да спорам со фактите, аргументите на Љупчо Георгиевски. Ме разбирате? Да кажам зошто. Јас мислам дека пристапот да ние прво ги договориме прашањата за кои што се заинтересирани бугарските политичари во период пред парламентарни избори, позиционирањето на политичките партии, на преден план нив да ги ставиме, наместо суштината да ја гледаме на и принципите за решавањето на македонско-бугарскиот спор. Имено, јас мислам дека Македонија не треба да се бави на брзина да ги решава историските контраверзии, различитости меѓу Македонија и Бугарија. Господин Георгиевски става на преден план. И некоја сферата на економијата и така натаму. Историските прашања, несогласувањето, контраверзиите од историјата можат да предизвикат тектонски преметувања на Балканот, односно Западен Балкан при влегувањето на земјите во Европската Унија. Замислете, ако спориме ние со Бугарија кој историјата, како ли ќе се одесува Србија и Хрватска, Босна и Херцеговина и Србија и Хрватска кои војуваа меѓу себе, знаете. Па оние нерешени се уште прашања околу тоа кој е агресор. Тогаш нема крај. Ние треба да се држиме на принципите за влегување, односно на Копенхашките критериуми за влегување на една држава во Европската Унија. Тоа што подразбира? Во преговарачката рамка може да се содржат само критериуми кои што се внесени во Копенхашките критериуми. И ништо повеќе. Да, но Бугарија го толкува и ова, дека е дел, велат дека тоа е дел од добрососедските односи, например. Добрососедските односи, она што е пропуштено сите овие години назад, не може ние да го ставиме на харта и да го решиме за 6 месеци. Тргнуваме од тоа како ги градеа односите Франција и Германија кои што војува за време на Втората светска војна со огромни жртви, материјални штети. Како го уредува прашањето во учебниците и историјата Германија и Полска? 34 години траат тие договори. Значи, никој нема право прво да формира онаква комисија од историчари, политичари, синојке не знам на ваша или на која телевизија видов, како председателот Радев ја вика целата комисија во полн состав им дава задача. Вие имате задача овие наши вистини да ги пренесете на Македонската комисија и да го одбраните интересот на Бугарија. А како ние ќе преговараме со тие увидни? Она што го бара Бугарија треба нашиот да го потпише. Значи, и не смее да се прави.
Има тука попис на многу документи, што ја знам, учебници. Тоа не се прави преку ноќ. Тоа се седнува, па генерации и генерации постепено ги проучуваат односи директно што ги тангираат Македонија и Бугарија. Па се посетуваат страните архиви, па се ангажираат луѓе од институти, историски и така натаму од светот, а тој процес не смее да биде зададено од денес да се заврши за 3 години. Да, но видите... Ако се држиме за принцип, нема да правиме овакви прошетки низ минатото и да се докажуваме сега меѓу себе дали да го дискредитираме човекот како што се случуваше во јавноста или да седнеме па да организираме политички дебати и трибини. Јас за тоа не сум. Да, но господине Петковски, разликата меѓу ова што вие го зборувате, ова што вие всушност го кажате е нашата државна стратегија, ја опишавте, таа што се прави со децении веќе. Не, тоа е моја мислење, не, во ред, тоа е државната стратегија всушност, така и постапуваме во однос на Бугарија. Значи спорот е стар 70 години, не е стар ни година 2 и 3, нели? Знаете многу подобро од мене. Но ова што го нуди Љупчо Георгиевски на некој начин, тој бара начин да го пресечеме спорот. Отприлика, ние знаеме дека во овој спор, мислам, ние знаеме, навистина знаеме, и тоа го вели Европската Унија и Соединетите Американски држави, дека сме апсолутно во право во однос на проблемот со Бугарија. Не беа толку гласни кога го имавме проблемот со Грција. Значи може да се вратиме, да, не поддржуваа, вела дека е непринципиелен ставот на Грција, но имаше сегогаш едно ама мало со запирка, нели? Не обвинуваа и нас за некои работи, тука работата е прилично појасна. Значи, никој не ги поддржува бугарските аргументи, но исто така знаеме дека за нас како држава правото и правдата не се секогаш, нели, не доаѓаат секогаш како приоритет, туку некогаш мора да правиме и болни компромиси, иако знаеме дека сме во право. Па за тоа сакам да кажам, Љупчо Георгиевски на некој начин, веројатно знаејќи го сето ова што и вие го кажавте, бара начин да пресечеме, да направиме на некој начин некаков пресек и да ги почнеме преговорите со Европската Унија. А ова што вие го велите, не знам како би постигнале договор со Бугарија, освен доколку не се случи некој многу силен притисок во Софија, за да таа да попусти. Не гледам друг начин. Видите, јас гледам позитивна работа, да речеме, во настапот на господин Георгиевски, иако рекол нема да ги коментирам неговите ставови. Да, се разборуваме генерално. Да. Во напорот да понуди некоја формула, решение, како да се градат позитивни односи со Бугарија, како да се доближат, да градат, да застапуваат курс на пријателство, на добрососедство, тие викат нашите браќа и така натаму. Меѓутоа, она што во Бугарија е граден однос кон Македонија 75 години, ние не може да го решиме со една комисија за 6 месеци. Разбирате, односот кон Македонија и кон македонците од Бугарија е стил, култура на живење. Тоа е градено од прво оделение па до највисока научна институција, Бугарската академија на науки и уметности. Значи, тие не можат преку ноќ да се помират со фактот дека има држава Македонија во која живеат македонци, бидејќи од самиот почеток на прекинувањето на односите со смртта или подобро да речено на Ѓорѓе Димитров, Македонија преку тогашна Југославија па до денес не одржувала односи со Бугарија, блиски, пријателски, братски и така натаму. И јас мислам дека нам ни треба градење на атмосфера, клима на меѓусебна доверба, на меѓусебно почитување, не дискредитирање, без провокации. Значи, добри соседи, што значи тоа? Договорот за пријателство и соработка се обидува да проектира такви односи меѓу двете држави. Ова излегува, они што сега го барат, излегува надвор од договорот за добрососедство од 2017 што потпишано. Никаде не стои ова. Задирањето во идентитетот, во јазикот, во историјата, во минатот, поблиското минато, е дел од суверенитетот на една држава. И ја апсолутно тврдам дека она што го бара Бугарија од Македонија е мешање во внатрешните работи на Бугарија, во внатрешните работи на Македонија.
Kako što vi ako im prostite za takav jedan odnos kako što go praktikuva vicepremijerite na Bugarija za odbrane i za nadvorešni raboti, to isto misli i presatno država. Znači, to je politika izvedena na princip, na внатрешно единство, национално и партиско у Бугарија и Македонија ќе треба да се справи само со принципи. Значи, ако Бугарија тоа отворено го бара од Македонија да влезе во Европската унија држава, ако не бугари, барем да имаат бугарски корен, тогаш тоа не е европски пристап. Јас за европски пристап се залагам. Јас, ако е навистина ова што го бара Бугарија и европска политика, јас сум слободен да кажам така, Европа не ни треба. Такви пријатели не ни треба, кои сакат да не негират да не постоиме. Кого тие ќе внесат во Европската унија? Некоја мртна маса. Што сме ние? Немаме идентитет. Ако на тие прашања правиме компромис, тоа немаме право да го правиме за денешните идните генерации. Ајде ние некако ќе поминеме, ама идните генерации ќе отидат со страшен товар. И младите уште позабрзано ќе се селат од Македонија. Они сакат да се чувствуваат она што е. И никој тоа не го негира. Погледнете ги искрените нивни намерија со ова културно друштво, како се вика, од Битола, која што го формираше мината година Каракачанов. Со која намера? Со намера да се спријателуваат со македонците или да шират омраз. Или сега се што барат од пописот да им се обезбеди, за да бидат тие сигурни дека нивните човекови права ќе бидат гарантирани. Не е коректна кон Македонија, Бугарија. И Бугарија треба да ја свати препораката од сите европски земји, од целиот прогресивен свет. На силу бавина не бива. За да се ние почитуваме сакаме. Треба, нели, за там го треба двајца. Да, сакам да ве прашам за ова за Европската унија, но пред тоа во однос на тоа што го велат бугарите, дека 120.000 бугари биле гонети по политичка идеолошка основа уште од бивша Југославија затоа што биле бугари. Дури и Љупчо Георгиевски, само ова, значи да го кажам, дека и тој вели дека и на него таа бројка му е претерана, вели, не е важно, но еве вас да ве прашам. Бугарија вели 120.000 луѓе биле гонети од политички и идеолошки причини затоа што биле бугари. Како вас величи тој податок, бидејќи можеби еве не сме, можеби тоа било некаква државна тајна, било прикриено, тој прогон бил прикриен, но не сме слушнале до сега за такви прогони. Ниту во Македонија, ниту во Југославија. Добро, веројатно и вие знаете дека и на 300.000 македонци во Бугарија се гонети само заради тоа што се декларирале како македонци. И сега сакам да ви кажам, ако разговараме на реципрочна основа. Јас не сум чул до денес да речеме бугарски граѓани да се обратат пред Меѓународниот суд за човекови права, дека се загрозени нивните права во Македонија или дека биле во тој период сегрегирани, убивани и така натаму. Не сум слушнал, ама сум слушнал дека Македонско здружение од Бугарија 15 пати добива пресуда на Меѓународниот суд за човекови права да треба да се регистрира друштвото или ден, да се признае можност на македонци да имат таа политичка партија. Тоа од Бугарија сте чуле некојаш позитивно мисли. Тие постојано тврдат нема таму македонци. Сакам да ви кажам и за овие пријатели од Битола што сега ги барат тие права. Кој сметаше пред македонските институции? Па ако не ќе пред институциите, нека се обратат пред невладените организации. Human Rights. Имате вие информација дека од Македонија бугари се пожалиле во Human Rights? Дека им се ускратени права. Нема така. Тоа е гола политика. Македонија не смее да прифаќа таков стил на односи меѓу двете држави. Само на принципијална основа. Формирањето односно влегувањето на Македонија во Европската унија мора да биде врз основа на принципи на кои што почива самата Европска унија. Самата Европска унија, првиот принцип на кој што почива е единство, разноликост. Што таа работа ни смета сега? Зашто сме ние македонци не може да влеземе таму? Прво не можам да го видам рационалното образложение, рацијот на таквиот однос негаторски од Бугарија. Што ни добива?
Добиват историја, сака да исплакнат, или што рече некој Ковачев, мислам, беше, рече дека ние неќеме да живееме со состојба нашите деца и внуци да живеат дека Бугарија некојаш била фашистички окупатор на Македонија. Па не е денес. Меѓутоа, 41-а била, кога била царска фашистичка Бугарија и си приклучена кон третиот рај. Така да, јас апсолутно таква дебата не поддржувам, да ние сега се спротивставуваме, па правиме отстапки во историја, ајде овдека ќе попуштиме, со историјата нема пазарење, особено со поновата историја. Не можам да прифатам дека ние сме дрво без корен. Овдека македонци живееле, па не џабе е поделена Македонија, географската, историската Македонија била поделена меѓу соседите. И значи и пред тоа живееле македонци, и територијата се викала Македонија, и така натаму и така натаму. Да не да навлегуваме во историјата, ќе заглавиме. Да, ова што го кажате за Европската унија ми е интересно. Тоа го има кажано во неколку прилики вице-премиерот Димитров, меѓу редови го има кажано и министрот Османи. Ова флоскула што ја кажавте дека таква Европа на нас не ни треба. Не е сон на македонците да живееме во Европа која што не признава. Да. Сега, Европската унија и НАТО се клучните цели на државата од осамостојувањето. НАТО се оствари со Преспанскиот договор. Европската унија се уште не знаеме. Доколку оваа блокада од Бугарија остане, сега се зборува дека таа и не е само од Бугарија блокада, дека стојат и други земји позади, ќе ги оставиме тие спекулации на страна, дали е, дали не е, но доколку блокадата остане, мислите ли дека со неисполнувањето на една од стратешките цели, Македонија може да оди понатаму, да просперира? Значи, само како членка на НАТО, а не како членка на ЕУ. Инаку треба на вистина како да, ако немаме доверба во себе дека сме народ способен да има своја држава, не ни треба да бараме никаде да се зашленуваме. И онака ќе еродира внатрешно државата и еден ден ќе изгубиме. Значи, ние мора да веруваме во себе дека може да обезбедиме на нашите деца иднина, одека да обезбедиме економија, образование, здравство, земјоделие, да живеат луѓето тука и да уживат во благодетот од својот труд. Значи, Македонија мора да продолжи да си прави реформи, да си гради стратегија за развој во сите сфери на животот, да ги напредува односите со сите држави, тие што сакат со нас да соработуваат, ќе соработуваме, така да нема да умре Македонија ако не стане членка. Па ние 75 години живеевме без Бугарија и без Европската унија, така? А 30 години живееме без Југославија. Па покажеме дека може да живееме. Според тоа, мислам дека ќе се промени работава сега, откако Германија доби лекција дека зошто инсистираше во преговарачката рамка да се стави реченицата фалсификувана историја, тоа што го бара Бугарија. И затоа развија такви теми. Но жестокото спротивставување на Словачка и Чешка, мислам дека го спаси преговарачкиот процес и дека ќе оди понатаму. И дека и целиот цивилизиран свет е на наша страна и тоа треба да го искористиме. А за прашањето, уминатото, што ја знам, градењето на односи, на почит, елиминирањето, така да кажам, на груби формулации од нашите учебници, тоа ќе се прави во тек. Ние треба да градиме стратегија на добрососедство, на пријателство, на разбирање, на помагање меѓусебно. Тоа може да го направиме со тој процес, но тој процес е далекосежен, долгорочен не е. Тој за 3 месеци. Направете го вие ова, признаете, па ние нема да ја правиме проблем околу преговарачката рамка. Тоа не е, тоа е чачливски муаве. Тоа не е одговорен однос на една држава која што злоупотребува својата позиција на членка на Европската унија и на една мала држава како што е Македонија и диктира услови. Се чувствуваме ли ние, или еве вие, не знам, не може да заборите вајде умножина за сите, некако изневерени после Преспанскиот договор, бидејќи експлицитно не беше кажано дека ќе ги почнеме преговорите со Европската унија. На некој начин дека Европската унија не изигра. Тоа е точно. Во тој процес. Тоа е точно. Тоа чувство кај македонскиот граѓанин дека направи голема жртва да се согласи
околу името да има една додавка. За мене не е тоа никаков проблем. Мислам, јас тоа го третирам сосеме поинаку. Ние сме лоцирани таму кај што сме, како држава со своето име. Ја тука не гледам никаков проблем. Меѓутоа, влого што го направивме, за да станеме членка на Европската унија, граѓаните го доживуваат сега како пораз. Односно, некоректен однос од самата Европска унија. Меѓутоа, Европската унија ги поддржува, бидејќи е тоа клуб на богати држави, ги поддржува своите членки, а не нас. Значи, фактот што во договорот, Преспанскиот договор, стои дека преговорите, сите овие работи што Македонија треба понатаму да излегува престред на грчките барања, ќе почнат од моментот на почнувањето на преговорите меѓу Македонија и Европската унија, ние тоа го немаме уште. Значи, уште не ни е испорачено од Европската унија. Ние дури идеме чекор напред за некои работи, само да се создава позитивна атмосфера и сега, мислам, Бугарија тоа го користи. Не меѓу редови, тоа отворено го кажуваат. Грција добија што сака од Македонија, ние не добивме ништо. Тоа е пазарчиски однос, тоа не е однос меѓу две држави, членки на Обединените нации, членки на НАТО. Утре, не дај Боже, некоја светска војна, треба да одиме заедно, да војуваме на една страна, а када јас не можам тоа во 21. век да го сватам како едно размислување добро соседско, пријателско, братско, тие викат нашите браќа од Македонија. Мислам дека начинот на кој што се однесуваат кон нас се и подалечни родни не се, ни братучеди, ако со таква омраза гледаат кон Македонија. Така да стои тоа чувство кај македонските граѓани дека на Македонија се гледа сосема поинаку од колку на било која друга држава од страна на Европската унија. И Соединените Се некакви посебни услови важат за земја. Се некои важат затоа што користат, јас мислам, таа привилегија што имаат од натре. Грција не заслужуваше да влезе во Европската унија когале. Не ги исполнуваше ни 30% од критериуми. Бугарија не ги исполнува и ден денес условите за членка на Европска унија. Според критериуми од Копенхаген. Македонија требаше да биде уште со дисолуција на Југославија. 1992 година Словенија и Македонија беа двете земји од бившите југославенски републики што ги исполнува условите да влезат да почнат преговори со Европската унија. Еве кај се тие, кај сме ние. Само заради тоа што нашите соседи тоа ни го прават. Знаете, Македонија, јас мислам дека меѓународната заедница се така однесува кон нас, мислам, немам никакви докази, само заради фактот што мислеја дека 913 е решен проблемот, македонскиот проблем е решен. Поделена е Македонија, нема да има проблем. Ама тој сега се мултиплицира. А када Македонија не заслужува таков третман со својот однос, со својот почет кон сите, и покрај се, нити ги мразиме грците, нити ги мразиме бугарите. Мислам, народот апсолутно нема никаква вина за популистичката националистичка политика на Бугарија, која што единствен интерес има како да ги добие следните избори, а не како да се направи односи меѓу Македонија и Бугарија. Така да, луѓето ќе продолжат да си живеат, да се почитуваат, бизнисот ќе се функционира, но очигледно дека ќе треба повеќе години за да дојдеме да бидеме равноправни со членките на Европската унија и до тогаш ова за што разговарахме, тој јазик на Европската унија, ја не го разбирам сега, не ми е близок, бидејќи јас поинаку ја разбирам Европската унија. Тие ќе не поддржуваат, например, Германија и НАТО ќе не поддржува и наредните 20 години да преговараме за Бугарија. Око не им трепнува, како што 27 години ја поддржуваме Македонија во нејзините напори да стане членка на Европската унија. Како што 27 години не поддржува со Грција. Ако продолжат во тој, мислам дека ќе биде многу проблем како Македонија да го сочува интегритет. Ни истече времето, ве молам само за еден кус блиц одговор. Мислите ли дека новата администрација на Бајден може да направи доволен притисок во Софија, бидејќи ми се чини дека сега надржите само натаму, да се свртени. Верувате ли во така нешто? Ја искрено верувам во пресвртот во односот на Германија. Сета Германија е столбот и Франција. Ние пропуштивме да градиме добри односи со Франција. Еве денес слушнавме новинар, ваш колега, таму како говори, нема Македонија треба да почне да лобира кај Франција. Ние немаме исти однос на блискост со Франција како што имаме со Германија.
Prvo mislim, posle ovije žesto, ono što go pravi Ungarija, da rečeme, Orban во Европската унија, загуваденеци од Европскиот, од групата на ИПП во Европскиот парламент, Полска што го прави, ќе биде доволна опомена за Европската унија пред се за водечките држави, Западен Балкан да го интегрират. Не е упрашање само Македонија. Цел Западен Балкан има таков третман, лош во Европската, кај земјите во Европската унија. Така да, враќањето на, да речеме, на Бајден, односно на демократите на власт во Америка, значи враќањето на нивниот интерес за регионот, за Балканот, така натаму. Значи, верувам, ако од Трамп немавме никако, тој Америка пред се говореше, не говореше за светот, овој веднаш ја враќа на светска цена, Соединените Американски држави ги враќа на светска цена, на голема врат. Така да, интересите на Соединените Американски држави во овој регион, мислам дека полека стануваат во фокусот на Соединените Американски држави и дека тоа само може да ни помогне. Да. Но пред се мислам дека требаме да направиме многу повеќе да ги доближиме односите меѓу Франција и Македонија на ниво како што сме меѓу Македонија и Германија. Да. Господине Петковски, ви благодарам за гостување. Благодарам и јас на поканата. Почитувани гледачи, Тито Петковски, председател на НСДП, гледавте анализа на телевизија 24. Останете со нашата програма.